Може ли белото овчо сирење од Полог да стане препознатлив бренд кој ќе придонесе за туристички и економски развој на регионот? Шабан нануди овчар чие бачило со околу 2000 овци е лоцирано на падините на Бистра на патот кон Галичник, произведува квалитетно овчо сирење. Преработува 400 литри дневно млеко, а сирењето го прави на традиционален начин, во што му помагаат синовите. Негова долгогодишна семејна традиција, макотрпно работи, го научил и мајсторлукот, оти без него, вели, не може да се добие убав производ каков што се бара на пазарот. Мајсторијата треба. Мајсторијата, зашто знае тоа дека кога е се кисели треба мајстор да знае кисело млекото, колку температурата треба да биде, да квасиш, колку тоа, тако оди таа сирењето исто. И од тамо ги носим овде, го празниме млекото, ставим 13 седушки тука. И од тука треба температура да биде до 30 степени. И тогаш оставиме маја таму, има маја, оставиме маја за 200 кила. Имаш една мала кашица, имаш тука за тоа. Го мешаме таа тука и седи тука 2 сати, 1 сат и пол и 20. Од тука ваѓаме таму. Таму ги ваѓаме на 2, сега има помало, кога има више 3 има, сега на 2. Тука ќе седа до вечер. Ќе седа 6 сати. Од тука ќе ги сешиме, ќе ги ставиме овде. Овде исто ќе седа до утре сабај. И пише од сабај ги земам, ги ставиме в канти. Посетата на бачилото беше организирана во рамки на проектот Почувствувај го здравиот рурален живот, финансиран од ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија. Го спроведува Федерацијата на фармери на Македонија во соработка со Албанскиот земјоделски совет. Целта е да се подобри животот на руралното население во пограничниот регион, да се промовираат постоечките традиционални производи и да се подобри понудата за рурален туризам. Белото овчо сирење е адутот на Полошкиот регион. Освен при самото производство, сирењето си бара време и за одстојување. За да дојде до трпезата треба да поминат 3 месеци, објаснуваат овчарите. Сега можеш и малку порано, али не е печено колку што треба, али најдобро за јадење треба да седи тоа 3 месеци за да го јадиш. Зошто е тоа важно да седи во сол, во канта, во солило? Квалитетот да го земат, да го примат мрснотата и квалитетот. Тогаш таа на врење и бактериите, знаеш, се изгора тогаш, и тогаш таа почнува сирење да зема свој мир и свој укус. Освен посетата на бачилото, во склоп на активностите се организираше и дегустација на повеќе видови на сирење, произведени од локалните производители од Полошкиот регион. Ние како Федерација на фармери ваквите организирани настапи, ваквите промоции ги поддржуваме секогаш и сме ги поддржували и ги организираме. Имајќи ги во предвид информациите дека сточарството кај нас има благо опаѓање во делот на развојот на сточарството, токму затоа и ова денешно собирање, денешна ова иницијатива е да му дадеме на значење на развојот на сточарството, развојот на производството на сточарски производи. Општина Маврово Ростуше поседува капацитети за развој на руралниот туризам и сточарството, но тие не се доволно искористени. Помош и поддршка за производителите е повеќе од потребна, оцени градоначалникот Мукрем Мемеди. Општина Маврово Ростуше навистина поседува капацитети за развој на руралниот туризам, пред се и покрај туризмот, значи развојот на сточарството и во мал дел како и земјоделството. Сепак, значи, треба да се нагласи капацитетите, односно можностите на општина Маврово Ростуше. Пред се планините Бистра, Кораб, Дешат не се во секој случај доволно искористени. Ако спомнеме цифра дека над 100.000 овци порано се напасувале на сите овие простори, во сите овие планини, сега значи имаме многу помал процент од тоа, можеби 20.000. Тоа е значи многу мал процент. Овој регион има поволни климатски и географски услови за развој на руралниот туризам. Знаеме и дека има многу познати производи, како сирењето што го вкусивме денес. Туризмот е врзан со брендирањето, привлекувањето посетители со разни атракции. Имајќи го тоа во предвид, ние целиме со овој проект да го промовираме оно што е квалитетно, да го извадиме пред очите на туристите.
Проектот Почувствувај го здравиот рурален живот ги опфаќа регионите Полок и Пелагонија од македонска страна и Дибра и Елбасан од албанска.